Зградата на Домот на културата во Оризари, во која порано беше сместена општината, стои неискористена и пропаѓа. Просторите што беа наменети за потребите на службите во локалната самоуправа подолго време се напуштени, па дел од внатрешноста на објектот е руиниран и претворен во јавен тоалет. Жителите бараат општина Кочани да преземе мерки состојбата со објектот да се подобри и да се стави во целосна употреба. Барањето беше пренесено и на една од последните седници на Советот на општината. Првиот приземен дел, сите стакла на самиот објект се искршени и стаклата се расфрлани по дворот. Комуналното предпријатие Водовод не се појавува во насел во Оризари, нели пак да го исчисти сето тоа ѓубре што е таму. Личи на права депонија. И вториот дел од самиот објект, гледам дека вечерно време се случува нешто, има фреквенција на луѓе, зошто се користат тие простори на кои му се изнајмени. Од локалната власт рекоа дека се запознати со проблемот и се работело на негово решавање, при што во објектот ќе биде сместена детска градинка, а ќе има и нови корисници. Тендерот за детската градинка во Оризари е завршен и ќе се почне наредниот четврток или петок со преуредувањето. Тоа е еден заеднички проект помеѓу Владата на Република Македонија, односно Министерството за труд и социјална политика и општината Кочани. Заеднички го преуредуваат целиот простор кој што го буквално цитиравте и очекуваме дека од септември месец ќе почне да функционира. Иако Димитровски изјавата ја даде пред околу 1 месец, камерата денеска забележа дека на терен нема никакви градежни работи. Почетокот на изборните активности ќе ги пролонгираат планирањата на локалната власт, поради што постои можност да се пробие и рокот за почеток на работењето на градинката. Градоначалникот одговори дека останатите простории биле дадени некористени на членовите на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов, како и за потребите на местната заедница од населбата. Еднаш месечно комуналците од Водовод имале и акција за чистење, меѓутоа заклучок е дека тоа не е доволно.